по мене, најсилен човек во оваа држава ќе биде тој кој ќе направи две работи. Прво, да корупцијата да ја смали на нулта корупција, еве да не речеме нулта, бидејќи во цел свет постои некоја корупција, меѓутоа да се води жестока борба против корупцијата, па видите ги законите, па ние ни законите ни се провлекува корупција. Значи, законски не можете да ја гоните корупцијата. Втора работа, партиски вработувања не. Агенции за вработување партиите не смета. Тие се должи да бидат во служба на сите граѓани, кои ќе дојдат на власт и да создадат амбиент за масовно вработување каде треба по компетенции. А не секој што му текнало, со книжката трча, прими го на овој, прими го на оној. Не, тоа мора да престане. Тоа не однесе во амбисни ги испразни градовите. Децата ни отидоа. Значи, една умна држава која што води сметка за националните интереси, не само што треба да го спречи со паметни политики одливот, туку треба да гледа како да ги врати. Тоа го направи Кина. Значи, тоа не се модели што се измислуваат. Кина, кога виде дека цветот, најголемите интелектуалци и останаа во Америка на институти, на универзитети, по фирми, направија опсежна програма за неколку години, ми се чини 4 до 5 години тој процес, како трае, 40%, 37-38% од луѓето се ги вратија назад. Но штета е, како што реков, што вие 27 години ние живееме со едно тешко прашање кое што се ставаше под тепих, не се третираше сериозно, не изградивме национална стратегија, не направивме една јака, цврста дипломатија. Дипломатија можете да имате ако имате јаки надворешни работи. Иначе тие се слика на надворешните работи. Тие нема што да работат, тие наши дипломати, освен да прават ружеци и да отварат изложби. Значи, никој не работеше точно на овој голем проблем. А странците најдоа село без кучиња. Јас сум сигурна дека сите тие земји кои што припаѓаат, да не се лажеме, на еден слободен демократски свет, никогаш немаше вака со жестина да удрат под нас, да ние се спротиставевме овие 27 години и да се наметневме на зелени маси како играчи, а не како чисти послушници. Они гледаат една немок во оваа земја. Таа немок се гледа и по билбордите, ако сакате сега. Велики имаме правна држава кога ќе влезе НАТО. Пази, значи немаме. 27 години не имаме судство партиско. И ние сега велиме, ќе дојде мајката од работа и ќе го натепа детето и ќе го направи човек. Па тоа е немок. Тоа е инфериорен однос. Ти не си бил способен сам да направиш со сите нишани држава. Ако си ја направил таа држава со сите нишани, ти ќе си бил равноправен партнер. Немало да бидеш силен како оние стратешки нивни партнери, но немало да го бришат подот со тебе и да те натераат да потпишеш за прв пат во историјата сите црвени линии на Грција да се исполнат. Кешки да нема цензус. Јас само тоа сега ме интересира. Ке почнеме еден процес на инсистирање за предвремени избори. Тие онака веќе ќе бидат нарушени. Пазете, двата блока ќе бидат оштетени. Секој ден останување на власт губење сите. Губење, меѓутоа ќе бидат оштетени едниот и другиот блок, да се разбереме. Ваквото однесување на опозицијата во најклучни услови ќе ги оштети. Поготово ако гласат уставни измени. Тоа веќе, како да ви кажам, ќе имаме едно спуштање на тие две номенклатури надолу, што е добро. Бидејќи овие политики циклично се менуваат, нема дојде на власт во Македонија 27 години, циклично се менуваат, не донесоа до овде. До празни градови, до мито и корупција, до патишта со дупки, патишта убици, затрупани во ѓубре,
нефункционални партиски институции, Кражби, недоверба во судство, недоверба во здравство, недоверба во било што. Значи, тие работи мора да се менуваат. И тоа е добро. Секој зло за добро. Ваков еден катарзичен историски момент ќе испили нешто поздраво.